Од утре започнуваат божикните пости кои ќе траат до христијанскиот празник Божик. Гјакон Димитар Арсовски од православниот храм Свети Великомачени Ѓорги денеска ги информираше верниците за типикот според кој правилно се пости за секој ден поединечно. Од утре започнуваат божикните пости кои што се востановени во чест на еден од најголемите христијански празници, тоа е рожденството Христово. И според типикот пропишан од православната црква, овие пости се постат на следниот начин: понеделник, среда и петок е строг пост, односно не се употребува масло. Вторник и четврток е благословена употреба на масло и вино, додека сабота и недела и на поголемите празници како Свети Никола, воведување на Пресвета Богородица Пречиста е благословено употреба и на риба. Исто така, тој нагласи дека покрај телесниот пост важно е верниците да постат и духовно, секако со благослов од духовниот Отец. Постот не треба да биде само телесен, односно да биде воздржување од храна, туку постот пред се треба да биде духовен. Телесниот пост е востановен како еден вид послушање, еден вид воздржување и како еден помошен елемент за издржување на оној така наречен духовен пост. Значи повеќе внимание да обрнат на молитвата, на добрите дела, на познавањето на себе си. Значи постот треба да биде крунисан со светата тајна исповед, нели, за достојно да се причестиме и да го прославиме Бога. Доколку некој пости без да се усовршува во молитвата, без да се осознава во Бога, доколку пости само онака формално, колку да се каже дека постил порано и да не почнува, бидејќи само ќе може тоа да предизвика здравствени проблеми, но доколку вистински сака постот да биде, како што кажавме, проткан онака како што е пропишано од Светата црква, со покаяние, со исповед и со причест, нека пристапи и нели како што кажуваме сите оние категории луѓе како стари, изнемоштени лица, бремени жени, физички работници, луѓе кои што прв пат почнуваат да постот може да им биде ублажен секако со благослов на духовникот. Постот не е време на очајание и мрак, страдање и измачување на телото и душата, туку е чин на радост и закрепнување на љубов кон Бога и кон човекот. Освен постењето, христијаните треба да присуствуваат и на божествените литургии кои се одржуваат во црковниот храм во Кочани и да се молат за здравје.